Рано наутро пред изгреј сонце домаќинките ги вапсаа првите 3 великденски јајца. Највообичаено е јајцата да бидат вапсани во црвена боја, а со овие јајца се бањаат децата употребувајќи се зборовите бело црвено здраво како јајцето, со што се верува дека има и магиска моќ. Освен денеска јајца се вапсаат и во сабота, ден пред Великден. Првото јајце е наменето за Исус Христос, односно за Господ. На второто јајце е наменето за домаќинството и третото јајце е наменето за здравието и берикетот на семејството во самата куќа. Освен црвената боја, во денешно време се користат различни бои и методи за фарбање на великденските јајца. Како што посочува Иванова, секоја боја има свое обележје, но се е поврзано со здравието, надежта и берикетот во куќата. Фарбано јајце се верува дека има и магиска моќ, односно она што ќе биде isфарбано прво се бањаат децата со него или евентуално нивните мајки ги поминуваат по нивното лице, при тоа употребувајќи вербална магиска една формула, така да ја наречеме, искажувајќи ги зборовите бело, црвено и здраво како што е јајцето. Освен ова, значи децата на овој ден се бањаат и со здравец за да бидат здрави. Сите овие работи кај народот останале така испреплетени и со христијанството и со обичаите кои што ги практикувале од давнина па и денеска. Јајцето всушност го означува и е символ на новиот живот, на почетокот на новиот живот. Освен јајцето и зајачето е дел од традиционалното украсување за Великден. Кокошката, јајцето и зајачето се доста испреплетени меѓу себе. Зајачето било символ во северните земји, но испреплетеноста е еднаква и затоа се применува и кај нас.